Почитувани граѓани на општина Неготино, во рамките на собствените и заложбите на мојата партија ВМРО-ДПМН за отчетност, јавност и транспарентност во работењето, денеска пред вас под мотото работа која носи подобро, го презентирам отчетот за сработеното и реализираните проекти и активности во периодот од 2013 до 2017 година. Како прво и основно, би сакал да ви информирам дека во изминатиот 4-годишен период, јас како градоначалник и локалната самоуправа на подрачјето на општина Неготино реализиравме вкупно 161 проект, од кои 98 се од програмата за работа со која настапив на изборите и ја доби вашата доверба, и нови 63 проекти надвор од програмата кои произлегоа од потребите и барањата на локалното население. Верувам, почитувани сограѓани, дека од досегашните мои јавни настапи сте запознати дека мој и на општина Неготино приоритет во работењето беше, и ќе биде подобрувањето на состојбите со водоснабдувањето како во градот, така и во населените места. Станува збор за деценијски проблем со кој се соочуваат граѓаните, тежок и комплициран за решавање, па можеби и токму затоа ниту една претходна власт не се зафати со негово решавање, ниту пак беше реализиран некој проект од таа област. Впрочем, ако работите на овој план биле толку лесни и едноставни, проблемот со водоснабдувањето досега ќе бил решен, а не запоставен. По извршените стручни анализи утврдивме дека една од причините за недостигот на вода за пиење во изминатиот период е повеќе од 70 години старата, дотраена и подложена на оштетување водоводна мрежа. Знаев дека предизвикот е голем, дека ме очекува макотрапна и континуирана работа, но сепак во изминатиот период реализиравме бројни проекти за подобрување на водоснабдувањето во општина Неготино. А токму старата водоводна мрежа предизвикуваше најголеми проблеми во делот на водоснабдувањето, бидејќи поради нејзината руинираност и неадекватниот притисок на водата долж водоводот настануваат чести пукања на цевките и дефекти, при што од мрежата неповратно се губеа огромни количини вода за пиење. Затоа прв капитален проект кој го реализиравме беше хидроуличното регулирање на притисокот на водата за пиење, кој дотогаш беше и до 10 бари на одредени локации и предизвикуваше одредени оштетувања на водоводот, го намаливме за нормални 2,5 до 4 бари, со што на минимум го сведовме настанувањето на дефекти. Наедно во просториите на ЈП Комуналец е инсталирана опрема со која дефектите се детектираат во најбрзо време, а тоа пак овозможува брза интервенција на екипите на Комуналец и нивно благовремено санирање. На 10 улици во градот во должина од 8 километри, после повеќе од 70 години ја заменивме старата со нова водоводна мрежа со единствена цел водата за пиење да останува во водоводот и да доаѓа до домовите на граѓаните. Би сакал да информирам дека сме во фаза на распишување на тендер за поставување на секундарните приклучоци од новиот водовод до домовите на граѓаните, со тоа што граѓаните нема да плаќаат ниту денар од семејните буџети за оваа активност, туку општина Неготино ќе ги обезбеди потребните финансиски средства. Потенцирам дека наскоро ќе се распише тендер за замена на водоводната мрежа уште на 5 улици во градот, на кои со студијата е утврдено максимално оштетување на водоводот. Па и на овие улици старата и дотраена ќе биде заменета со нова водоводна мрежа. На потегот кај Дуброво, каде што се лоцирани и неколку индустријски капацитети, извршивме реконструкција на водоводната мрежа во должина од 2,5 километри со поставување на нови цевки и изголемување на статистичкиот притисок. Изградивме 2 нови резервоари за вода во Тимјаник и Пепелиште. Во Тимјаник со зафатнина од 500 метри кубни, при што водата од постоечкиот за висока зона од 150 метри кубни ја наменивме за жителите на селото, а од новиот резервоар за висока зона во Неготино. Во Пепелиште пак во насока на подобрувањето на водоснабдувањето за жителите на селото изградивме резервоар од 250 метри кубни со потисен цевковод,
а исто така со реактивирањето на бунарскиот систем во пепелиште обезбедивме дополнителни количини вода во водоводниот систем. Истовремено се врши откривање и отстранување на дивите приклучоци кои неконтролирано трошат нефактурирана вода и се поставуваат во домери во секое семејство. Паралелно преку средствата за јавно информирање водиме континуирана кампања за заштита на водата и начините на кои тоа може да се стори. Со цел за намалување на потрошувачката на вода за пиење, го надградивме постоечкиот паралелен систем за наводнување на дворните површини со нови 2,5 км долга мрежа, а во селото Криволак го доградивме системот за наводнување на дворните површини. За подобрување на квалитетот на водата во селата Војшанци, Пепелиште и Курија поставивме хлораторни станици на градскиот плоштад и изградивме една нова и модерна фонтана. Имајќи ја предвид одличната местоположба на општина Неготино, во изминатиот период успеавме да оформиме 3 индустријски зони за изградба на капацитети од Г2, лесна и незагадувачка индустрија. Во индустријската зона Црвени брегови продадени се сите 17 парцели на површина од 25 хектари и од страна на инвеститорот се изведуваат работи на терен за изградба на инфраструктура и стопански капацитети. Додека наскоро ќе се распише јавен повик за продажба на индустријската зона Неготино 1, лоцирана до постоечката на површина од 33 хектари, на зоната Дуброво Тремник на површина од 85 хектари, за кои постои огромен интерес. За овие локации се очекува изградба и отварање на капацитети со кои ќе се вработуваат граѓаните на целата општина Неготино. И со тоа уште повеќе ќе ја намалиме стапката на невработеност која во општина Неготино е најниска во последните 20 години. А без квалитетна патна инфраструктура нема услови за локален економски развој. Токму затоа во изминатите 4 години во нашата општина се изградени 4 регионални патишта во должина од 13 километри. И тоа патните правци Неготино Криволак, Курија Паликура, Тимјаник Долни Дисан, а во завршна фаза е изградбата и на патот од Горни Дисан до Вешие. На подрачјето на општина Неготино асфалтирани и бетонирани се улици во должина од 5 километри. На повеќе локации и урбани зони во Неготино изградена е неопходна инфраструктура со што се олеснува движењето на граѓаните и возачите, како и функционирањето на стопанските капацитети на улиците во градот, и поставена е нова фекална мрежа во должина од 3 километри, а во селото Тремник е изградена комплетна фекална мрежа долга 3 километри, на која се приклучува местното население. Во изминатиот период изградивме и со урбана опрема опремивме 5 плоштади во населените места Тимјаник, Долни Дисан, Курија, Војшанци и Тремник. А во повеќе населени места извршивме тампонирање на оштетените улици. За потребите на учениците од средното општинско училиште и основното училиште Страшо Пинџур изградивме и ставени во функција се 2 модерни спортски сали за непречено одвивање на наставниот процес, но и за спортски и рекреативни активности на граѓаните, а исто така ја реконструиравме и спортската сала во основното училиште Гоце Делчев. Во насока на создавање услови за развој на спортот во општината и стекнување на здрави навики кај младата популација, изградивме ново фудбалско игралиште во близина на спортската сала Младост, мултифункционално игралиште и двоен тениски терен со тврда подлога во населбата Саат Кула, се реконструираат тениските терени кај СРЦ Младост, а исто така во повеќе населени места во нашата општина изградивме игралишта и забавно-рекреативни паркови наменети за потребите на нашите најмлади сограѓани. Со цел за обезбедување квалитетни услови за одвивање на образовно-воспитниот процес се изврши реконструкција на двете основни училишта во градот, во кои настава посетуваат близу 2000 ученици, со поставување на нова фасада и други елементи, а исто така ги реконструиравме и подрачните училишта во селата Долни Дисан, Тимјаник, Тремник, Војшанци, Курија и Црвени брегови. Реконструирани се и двата клона на детската градинка Фемо Кулаков во Неготино,
во која со години назад се бара место повеќе за предстој на дечињата, па токму затоа веќе обезбедивме соодветна локација и изготвивме планска документација за изградба на уште една нова детска градинка. На задоволство на местното население во 7 населени места во општината изградивме и одлично функционираат 7 детски игрални во кои со децата работи стручен персонал, а редовно се вршат и набавка на неопходните дидактички материјали. Како градоначалник и локалната самоуправа водиме грижа за најмладите сограѓани уште од нивното раѓање, па така Неготино е втората општина во Македонија која започна со доделување на вредносни ваучери од 7.000 денари за секое новородено дете и 14.000 денари за трето дете, со што според статистичките податоци во последните 4 години наталитетот е зголемен за близу 20%, како и по 5.000 денари за секое згрижувачко семејство. За потребите на ЈП Комуналец обезбедивме ново современо возило за собирање на сметот. Во градот и населените места поставени се над 100 нови контейнери за смет и 27 контейнери за селективен отпад, а на повеќе локации во градот поставени се повеќе корпи за отпадоци и урбана опрема. Во изминатиот период набавивме ново возило и опрема на неготинските пожарникари. Во Неготино се отвори центар за енергетска ефикасност за потребите на сите општини од Вардарскиот регион. Обезбедивме нови простории за Сдруженијето за слепи лица, во Темјаник отворивме дневен центар за престој на стари лица, реализиравме обука и набавивме опрема за потребите на 50 постојани или нови пчелари од нашата општина, отворивме советувалиште за брак и семејство, го одржуваме постојано поставуваме ново осветлување во Неготино и во селата и многу други проекти. На неколку локации во градот изградивме забавно-рекреативни паркови. На 3 локации поставивме опрема и реквизити за потребите на најмладите сограѓани. Отворивме нови детски игрални во Криволак, Пепелиште и Тремник. Го збогативме библиотечниот фонд во локалната библиотека, организиравме бесплатни курсеви за повеќе категории граѓани, го организиравме проектот Општинско корисна работа, Ден без автомобили, Ден на дрвото и други. Во насока на промоција на општина Неготино. Како вински регион, секоја година ја организираме манифестацијата Недела на виното во чест на празникот Свети Трифун. Организиравме бројни советувања за лозарите од страна на стручни лица, продадовме 6 локации за изградба на мини винарии и вршиме презентација и промоција на преостанатите за продажба. Редовно се чисти каналската мрежа за наводнување на земјоделските површини. Општина Неготино редовно ги поддржува активностите на спортските клубови, индивидуалните спортисти и рекреативци кои со своите постигнувања придонесуваат за нивна лична и афирмација на општината. Се реконструира градскиот стадион со изградба на нови простории, организира домашни и меѓународни турнири во разни спортови, дава поддршка при основањето на училишните спортски клубови и функционирањето на училишните лиги. Организира градски првенства во шах, табла, ноќен турнир во кошарка, се помага во функционирањето на планинарските друштва, односно не изостанува поддршката на ниту еден спортски клуб, спортист или рекреативец. 4 години поред на градскиот плоштад се организира заеднички дочек на новата година, а се финансираат и бројни проекти од областа на културата, археолошки истражувања на неколку значајни локалитети, одржувањето на ликовната колонија во манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино, кој е домаќин на балканските фолклорни средби. Почитувани сограѓани, во интерес на времето, информирав за дел од сите реализирани проекти во изминатиот 4-годишен период. Под слоганот "Работата која носи подобро" за овие, но и за многу други проекти и активности кои беа спроведени во периодот од 2013 до 2017 година, ќе може да се информирате во изготвениот отчет за мојата работа, кој во периодот пред нас ќе биде доставен и достапен до сите граѓани на целата општина Неготино. Ви благодарам за вниманието и на довербата да ја водам општината во
изминатиот 4 годишен период.